Време е за црвена линија. Добар ден, јас сум Тина. Јас сум Тео. А време е и да ве подсетиме што не смеете да пропуштите вечерва. Вечерва во 19 часот и 15 минути во Топ тема со Боби Христов ке гледате. Кандидатите за градоначалник на општина Карпош, Стефчо Акимовски од Гром, Криста Најданов, коалиција Одлучно за промени Дом ЛДП, Оливер Зафировски од ВМРО ДПМН и коалиција Обнова за Македонија. Потоа Душко Весковски, коалиција Најдоброто за мојата општина од СДСМ, Дарко Ристовски од Левица и Васко Костов од Македонска ера трета, Македонски независни листи. А во црвена линија денес имаме тема. Гласи: јас ако сум градоначалник, ке. Но јас не сум градоначалник, ке бидете вие, драги мои, ке се јавувате на 02 307 6677. Имаме една актуелна подтема, така се појави деновиве и ја живна јавност. А тоа значи дека деновиве ке се зборува за работното време на администрацијата. Ке можете во ова денешно издание на Црвена линија да зборувате и вие. Еве една интересна ситуација. Го гледате бројот на административците кои што пред шалтерите на граѓаните Како напорно работат. И чекаат, и стојат, и мислат, а еве гледате граѓаните имаат и оценка за својата услуга. Дали ќе биде одлична, незадоволителна, задоволителна. Да, граѓаните на компјутер таму не обрнува внимание, не ќе да работат, што е ова? Какви се овие граѓани? Меѓу другото гледате дека гужбата која што ја прави администрацијата, гледате мора да стојат, тешко е долго да се стои, мора да држат папки, ранци и сето тоа укажува дека едноставно треба да им се намали работното време. Но што мислите вие во однос на тоа, ќе ни откриете во ова денешно издание на Црвена линија. Но не заборавајте, главното прашање е: јас кога би бил градоначалник, ке. Да. А е супер ова за администрацијата. И денеска на колегиум уредникот каже дека одлична вест. Така, гости ќе немаме денес, гости ќе бидете вие, ќе бидете и градоначалници, а секако за да го направите сето тоа ќе треба да ни се јавите на добро познатиот телефон 02 307 6677. Драг мој Тео, секако ти го знаеш главното правило за секој некој што ќе се јави и ќе каже каков градоначалник ќе биде. Токму така. Правилото за тој што ќе ни се јави е има 120 минути, секунди. 120 да, минути? Многу е таа. Има 120 секунди право на збор на своје мислење сето тоа, а и пред тоа да напомнам дека вие можете и да ни се приклучите преку нашите социјални мрежи на Црвена линија на Facebook, Црвена линија на Instagram и Црвена линија на Twitter. И ние преку Messenger ќе го уклучиме вашето мислење сето тоа. Исто така и преку Instagram и Twitter ќе го дознаеме вашиот ник, ако сакате и преку Zoom, преку Skype да ја видиме. А Црвена линија, сезона 2.0, има еден многу интересен предлог. Предлогот гласи: администрацијата да работи во вторник и среда, и тоа од 3 часот до 5 часот наутро, и потоа да оди на заслужен одмор. А и да им се покачат платите од реалниот сектор со истото работно време. А ние веќе го имаме гледачот, односно градоначалникот. Здраво, градоначалниче. Добар ден. Добар ден. Како градоначалник, што ќе направите? Па видите, ако би бил или се кандидирал, би пропагирал да градот почне да се шири на периферијата према северот, да се намали, би ги запрел веќе сите градби што се во централното градско подрачје, би го запрел приливот на нови граѓани, жители на град Скопје, по примерот на Љубљана, и би пропагирал да граѓаните што повеќе го напуштаат центарот за живење и да живеат на периферијата, а воедно би се трудел и да развијам периферијата. Зошто го кажувам ова? Затоа што ние сме сите сведоци дека центарот веќе е пребукиран. И дека секоја празна дупка веќе во центарот, или да не кажам стара куќа, се руши и се прават висококатници, и после се отвараат комуналните проблеми и почнуваме да откриваме топла вода и дека секогаш забараме дека некој друг е крив. Капацитетите на градот и линиите што се изградени во градот се тие. Веќе не може да се прошируваат, затоа што сите булевари што се направени се веќе
омеѓени или да не кажам блокирани од згради до самите тротоари. И вие не можете да ги ширите за да го подобрите дали сообраќајот, да нормалната циркулација и движењето на граѓаните. Затоа би ги субвенционирал граѓаните да прават куќи на периферијата на градот. Почисто еколошки, а да кажеме поголеме мирост, затоа што птички на сабање ќе ви пеат, а не возила цела ноќ и мотори да ви брчат. И едноставно, да тоа би го направил со тоа што би ги направил сите сообраќајници, речеме, што влечат на кој овој град. Значи тоа е првично, а второ, да видиме градската карта. Какво предлагате работно време за администрацијата како градоначалник? У тоа понеделник задолжително 12 да почнат у до горската да спорат да се одморат луѓето од викендот, па после да почнат да работат. Пошто сега у петок им даваме припрема за викенд, у понеделник да им вратиме и одмор од викенд. Нема смисла, луѓето се утепаа од работа. Знаете, буквално ние дојдовме како на Црногорскиот вид. Што правиш у петак? Припрема за викенд, а у понеделник одмор од викенд. Така да би го направил веќе да се назовам апропо на ова нивниот предлог, ја би предложил у понеделникот 12 да почне со работа. Благодарам за вашето јавување и учество во Црвена линија. Правилото е 120 секунди за секој што ќе се јави. А телефонскиот број, ве охрабрувам и подсетувам, останува ист. 0230766777 и тонот на телевизорот намален за да се слушаме одлично, како што впрочем и се слушнавме со претходниот градоначалник. Така, а и пред да продолжиме секако да ви кажеме, не оставаме така без ништо, да кажеме вчерашниот, ама пред да ви кажеме вчерашниот добедник, ја ме гледаш. Добрен градоначалниче. Да видиме кој градоначалник ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Како се? Прво и основно, сите што дошле. Се слушаме ли? Да, ве слушаме, повелете, продолжете. Сите кои што дошле, новите скопјани, да се вратат во своите родни места, затоа што Скопје е преблокирано. Преблокирано и тоа премногу. Втора работа, сите од централното градско подречје би им порачал колите своји да си ги ставаат каде што треба, а не да ги ставаат на тротоари, за да не може обичниот народ да помине. Затоа што сите дечиња кога идат на школа и кога се враќаат од школа, мора да пешачат низ улицата и не дај Боже некоја кола да ги уди. Дојдете во центар, во Дебармало, да видите како се паркирани колите. Тоа е нешто катастрофа. Кај Силво не можете да поминете од редици. Таму прво нема ред. Не се луѓето криви, туку криви се сообраќајците што стојат таму, не прават ред. Ќе го искористам вашето јавување како градоначалник. Кое работно време би го предложиле за администрацијата? Би само до среда да работат. Само среда да работат. И тоа 1 сат. Зашто до сега се докажа дека се врвни работници. Така, 1 час. Благодарам за вашето јавување. Така, а ние продолжуваме понатаму. Оно што е важно дека имаме и коментари на Facebook. Токму така, ама пред сето тоа ние сме фер, знаете и сами, да кажеме кој е вчерашниот победник на наградата, на Facebook наградата. Победников вчера ни беше Игор Јанковски со коментарот: "Здраво, поздрав од Црвена линија. Да, сум попишан и треба секој да се попише, бидејќи треба да се изброи колку сме и што сме, за да се креираат врз основа на тоа мерки кои ќе принесат севкупно добро за општеството, економски мерки, и мислам дека секој совесен граѓанин треба да се попише и верувам дека овој попис ќе биде успешен. Поздрав." Тоа беше вчера. А за денешната тема, и секако имаме многу ефтактни, што мене тоа многу ми се допаѓа, ќе прочитаме од Слободанка Топузовска. Ќе оди да им помогне на оние душички што се вработени во приватниот сектор. Како волонтери, нормално, за да се раздвижат малку. Многу лежење на работа не е нарна. Но многу е нарно кога имаме уште еден гледач, или всушност, добар ден за кој градоначалник? Здраво. Градоначалничка, добар ден. Да, дупла градоначалничка.
Да, господјо и господин тамо вие. Како прво сакам, а може надвор од темата, ние што се јавуваме. Така? Кој нас не сослушува? Кој ни обрнува внимание прво на нас? Така, но доколку сте градоначалник, што е оно што ќе го направите прво? Нема врска тоа со градоначалник да биде некој, него уопште секој што е градоначалник ние поситната риба никој не сматра за луѓе. Така, но доколку вие би биле, што би направиле? Тоа е оно што ние сакаме денес да го слушнеме. Тоа ви е темата, меѓутоа еве, доколку би имале можност да предложите работно време за администрацијата, кое би било? Уопште да не постои таа администрација. Затоа што нашиот работник, нашите К-15 ги дават на нив. А ние работиме за 8.000 денари. Жално. Така, има ли нешто може би што закони? сакате да се смени во градот? Би сакала да го искористам вашето јавување. Дали е тоа хигиената, инфраструктурата, што оно што прво би го смениле вие? Дали имаме се уште гледачката, градоначалничката? Не. Да, прво јас исто како нив ќе заземам се. Да, прво ќе заземам се и така, како другите што зазимаат, како секој за никој да нема. Фала. Благодарам за вашето јавување. Останете со Црвена линија заедно со мене и Тео. Тебе секако те прекинавме, дали го исчитавме коментарот, бидејќи останува и денес да доделиме награда. Тоа се 2 шпила бридж карти за бесплатен онлайн надпреварувачки бридж од Скопје Бридж клуб. Токму така и сега денешниот победник е пак Мати Станов со коментарот: ако сум градоначалник, ќе направам секој да добија по 1 килограм турско кафе, па да си пијат на рад луѓето. И секако најголемиот турнир во Ѓорше во FIFA 22. Хештег субвенции за џојстици. Сега вие знаете, ние сме фер за сите. Матеј те прогонува, на Матеј секако не си му купил кафе, но одлучивме, бидејќи во Црвена линија нема протекција, па дури ни за кафе, на кого ќе му ја доделиме оваа според награда. лајкови, како што си е фер, иде наградата на Дејан Нумов, ќе го направам Скопје како Њу Јорк. Ете, тоа е коментарот кој што го издвоивме, добива 2 шпила на карти за играње бридж и секако посетување на онлайн бесплатен курс по надпреварувачки бридж. И тоа не само за него, туку и за уште еден партнер во тоа. А сега секако ќе побараме... Гледаш? Не, ние нема да бараме, ние имаме гледач, Да. ова е одлично, уште еден градоначалник или градоначалничка. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, доколку сте градоначалник, што би направиле? Тука е една градоначалничка, Ајде. случајно. Дали ме слушате? Да, Да. одлично. Значи, градоначалничка е на телефон. И јас да ви кажам најискрено, јас би прва работа што би направила, би кажала стоп на градбите. Значи стоп, пошто Скопје страшно изгледа, бетон е, значи целото е во бетон, да нема градби. Тоа ми е многу битно, а кога би можела да го вратам некако времето назад, уште пред 10 години би кажала стоп, па ќе беше многу поубаво, ама пошто не можам да го вратам, или тие што иземале станови што дозволиле да се гради, би им ги земала сите станови. Значи да имам такви нели ингеренци, да имам таква нешто да ми се дозволи, тоа би го направила. А доколку ви се дадат ингеренции да одлучувате за работното време на администрацијата, кое би било вашето? Па јас да ви кажам најискрено, јас би им направила работно време од 10 до 12, пошто они секако до 10 пијат кафе, па после, не, од 12 уствари би направила, пошто до 10 пијат кафе, а после 10 одат на пауза, пола сат, па 1 сат, додека јадат, додека го испијат второто кафе, значи ќе дојде 12, значи од 12 до 16. Ама би направила и уште една втора смена, нели? За да бидат овие што се на работа, нормално сум пензионерка, овие што се на работа да можат да завршат некоја работа. Оние што се по канцеларии, што седат по двајца на едно столче, некако би направила тројца да седат на едно столче, па да им биде малку тесно,
па да си побарат на приватно негде, каде што газата Марта ќе ми ја вади, па да видат што значи, па малку да сочувствуваат со приватниот сектор, па малку да се свесат и да не барат многу. И да излезат на улица да штрекуваат, да речат доста веќе сме привилеговани, ама на луѓе доста прекинете веќе, мислам ова го кажувам како во иронија, нели нормално. Да ве поздравам уште еден убав викенд и се неубава. Преубав викенд ви посакуваме и вам. Ние подготвивме нешто, бидејќи нашиот, ако се сеќавате, добро познат внук на Јордан Сокол од Паризлијата замина за Франција и кога слушна дека може да биде градоначалник, еве што прво ќе направи тој. Дали ќе го видиме тоа? Добро, еве го, тоа е најважното нешто, како ни порача внукот на Јордан Сокол од Паризлијата, Тео. Така е. Скопскиот аквадукт не само што ќе го направи туристичка атракција во градот, туку ќе ја направи број 2 туристичка атракција во градот, бидејќи најверојатно првата би била Тур де Скопје. Така, ова не случајно ни го порача внукот на Јордан Сокол од Паризлијата, бидејќи и тој сака да ги менува работите како градоначалник. А ние веќе имаме гледач, градоначалник. Здрав. Добар ден. Ало. Добар ден. Кој градоначалник ни се јавува? Ало. Да ве слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот на 0. На 0 треба. Добро, дали се слушаме сега одлично, како градоначалник, што ќе направите прво? Па јас би сакал да кажам нешто друго. Добро. Кога јас би бил тоа што не сум и нема да бидам, би било нешто што не е и никогаш нема да биде. Така. Таквиот однос кој што се создава во ова држава и во ова општество, создава пасивно општество. Ние треба да зборуваме за тоа што го работиме и да го работиме она за што би зборуваме. Тоа е основното кое што ова општество ќе го натера, ќе го однесе во прогрес. А за работното време, јас мислам дека тоа е противуставно затоа што сите сме еднакви и сите треба да користиме исти права пред законот, а не некој да има помалце работно време, а некој поголемо работно време. Тоа беше моето. Благодарам за вашето јавување. Ние секако ќе продолжиме. Каде стануваш ти? Не слушна од уредникот? Што да слушнам од уредникот? Исто како администрација, по работна емисија си работиме за денеска. Поздрав. Јас сум повторно во црвена линија сама, бидејќи Тео како административец си го скрати работното време по наредба на колегиум. Јас веќе го имам следниот гледач во црвена линија, тоест следниот градоначалник. Добар ден. Добар ден, секој ден до 105 опит. По 105 обид, браво. А сега кажете ми што прво би направиле доколку сте градоначалник? Сега, прекрасно кукле, јас се јавувам од Прилеп. Ако треба да кажам од кај сум? Слободно, градоначалник од Прилеп. Јас сум представник од Прилеп, ми падна парето, сум 21 година во Австралија, сега сум тука 10 месеци. Имам искуство златно, прекрасно, да ве гледам на телевизија, прекрасни сте. Јас сум човек по одминати години, само 22 години имам, он е 51 во Дунав. И овде, тие црвени линии, не е една. Верувајте ми, златни куклина, одам во комерцијална банка, да ми дојде малце пензиичка, ми дадоа од Австралија, 20 шалтери има. Седнати, цигарчината, кафината и како што знаете сите општо, канцеларите се преполни. Секирити клале двајца, тројца, ние кутри луѓе чекаме 50 луѓе, од кој сум дојден злат. Дали луѓе многу пари имаат? Или не се работа? Не сум свесен, а барем сум писмен, имам средна стручна спрема.
Од ја го сум со второ. А забележавте, се извинувам, а забележавте дека Тео се врати? Тео зошто се врати? Погрешно бев Тео ни се врати, замина си го скрати работното време. Зошто се врати? Погрешно бев информиран. Лошо влие на плата, тоа е. Лошо влие на плата, така е. Кога би биле градоначалник, која е првата работа што би ја направиле за Прилеп? Градоначалник да бидам, али па поеќем сакам премиер, али ни едното ни другото немам услови да исполнам. Најмалце, ако сум премиер, ќе затворам 50.000 луѓе, смртна казна да работат во мерме, да вадат линија, обстоп. А доколку црвената линија да сум градоначалник, ќе се слушаме? Да. Продолжете и без закани, ве молам. Океј, добро, Кукле. Ако сум градоначалник на Прилеп, ќе направам барем, што рече преска една таму госпојка, малце му се столиците и канцеларите и многу работат. Не во петок. Тие работат, му е работното време, пример, да речем точно, не знам, од 8, тие почнуват тоа. Работат до 2. Тие во тоа работно време, 8-7 сати треба работно време, како што е во светот, тие работат, сат време не работат. Луѓето се нервираат, паѓаат во несвест и сите работат. Но вашето време истече. Ве молам за сите вие кои што ќе се јавите во црвена линија, не заборавајте. Тајмерот очукува 120 секунди за секој јавувач. Да, мора да биде фер за секој. Ја се врати, не можете без мене. Секако дека не можеме без Тео и како беше вака? Убаво ти беше? На пауза да не беше? Не, одлично се беше тоа, но лоша информација, погрешни информации, искарани. Одма сум тука назад сед. Тоа е тоа. Така е, влие на плата, а она што сакаме е вие да влијате на мислењето, а во црвена линија... А имаме поздрав од социјалните мрежи. О, супер, да, ајде да видиме кој. На месенџер, од Тони Кузмановски. Кратко, јасно, поздрав. Фала ти, Тони, многу. Јас на вакви пораки во инбокс, замислите, он не реагира, ма колку убаво изгледат кога се во црвена линија. И нека ви има во црвена линија на Facebook страната, така. И бидете што пооригинални, за да добивате повеќе лајкови и се разбира да добивате награда од нас. Во меѓувреме очекуваме уште еден гледач, тоест градоначалник, кој што меѓу другото ќе каже што би направил кога би бил градоначалник или градоначалничка и предлог за работно време за администрацијата. Актуелна тема деновиве. А додека очекуваме гледач, можеме имаме веднаш. Одлично, здраво, добар ден, кој ни се јавува? Слушам на телевизија, сакам да само ти дадам една минута приговор за градоначалници се разговара. Кога би биле вие градоначалник, што би направиле прво? Јас со 40 години работам стаж во Швајцарија. Имам 70 години, старосна пензија. Родом сум од Скопје, Староседелка. Прво би направила општина, како што треба со шалтери, секој по струка и што има проблем да се јави на шалтер. Социјално, полиција, секоја општина да се има посебно. Целиот одвод би го откорнала, би направила нормален одвод и нормална како што треба, ако ви се идат во Европа, струјата. Од струјата луѓето гинат. Би обновила железницата, да не се гради низ градот, кај што нема квалитетна одводна мрежа и квалитетна струја. И секој еден кој што сака да работи и да не се населуваат у градот, нека се одат од кај што се родени, да ја оформат Македонија и да се изградат во своите родни места и така ќе имаме една убава Македонија и ќе имаме едно чисто квалитетен град, Скопје. А како градоначалничка, кој би бил вашиот предлог за работното време на администрацијата? Работното време како што е од цела Европа, од 8 саат до 5, сабота и недела одмор. А некога ќе отидам у банка, висам на шалтер како мајмун, а они сите заедно зборат како врапци. Катаклизма, катанга, катастрофа. Комплетно треба да се откорне, ако сака да се преговара со Европа. Поздрав, пријатно. Поздрав и секој добро, благодарам за вашето јавување. Дали имам уште некоја реакција таму на Facebook? Или можеме да прочитам уште еден коментар додека сме во очекување на следниот гледач, градоначалник, и не заборавајте
Темата во денешното издание на Црвена линија е јас кога би бил градоначалник ке и секако уште поактуелна една подтема, а тоа е доколку сте градоначалник, предлог за работно време на администрацијата. Така, може да прочитаме што ни коментираше Ели Лиевска. Се даваме во нечистоти и смог, ако јас сум градоначалник, прво тоа ќе осредам, а како? Ќе видите. Добре, ќе ви откриам една мерка. На сите жители во мојот град ќе им дадам по еден пар бесплатни патеки. Така ли е ли? Што не кажа порано? Ете, бесплатни патеки, може би Тео сака бесплатни патеки. Кој не ќе? Ете, уште една идеја, во меѓувреме додека очекуваме гледач, јас себе ќе го прашам Тео, некако мој колега, туку како еден млад надежан градоначалник, да ми каже во каков град сака да живее и што прво би направил. Дури има и подготвено материјал, Тео. Така е. Па ја како градоначалник секако, јас сум спортист, спортска душа сум и знаете дека ја ако доам до таа функција секако ќе направам да има повеќе игралишта, дали фудбалски терени, дали Нешто вака ти одговара, Тео, еве ова. Моето искуство во Франција, во Париз кога бев, значи огромен парк, максимално има насекаде разни спортски терени, што секој може и бесплатно да влезеш. Значи се ова бесплатно, не мора да плаќаш, да резервираш, си се дружите, си се договарате, така, значи се најспонтано. ова обезбедено за жителите на градот. Да. Добро. Кои најмногу терени ги користеше? Само за фудбал беше сконцентриран? Главно фудбал. Дружење максимално со секој. Па драг мој Тео, а јас доколку би била А градоначалник... ти ако беше? Што како ќе беше? Ќе го побараме првиот кадар, додека сме очекување на гледачи. Не заборавајте прашањето и гостите во денешното издание на Црвена линија сте вие. Драги мои, јавувајте се на 02 307 6677. А еве како изгледаат некои светски метрополи. Ова е Шангај и футуристичка архитектура. Она што е најважно во 2021 година, градови дури како Токио се високотехнолошки функционални, дури оние кои што го посетиле Токио, Шангај, сметаат дека дури не се компетентни и не знаат дури како да функционираат, да набават карта, не од што е тешко, од што е се модернизирано и технолошки на развиено. линија имаме градоначалник. Здраво. Да. Добар ден за кој градоначалник, градоначалничка? Се слушаме? Ало? Да, ве слушаме. Абе, не градоначалник, слушам, само таму има подплаки за администрација. Ја вчера баш одам од 10 до 11 во Велес таму и нема пазла кафе, пауза и не можеш да завршиш 300 работа. И што градоначалници, администрација тоа е, за тоа сакав да се јавам. Така, а додека пие кафе, вие дали останавте во редот или може би се дозволивте и вие да земете пауза? Пауза ја дремев надвор на дождот да ме врне, вчера баш врнеш. Така, доколку би биле градоначалник, што прво би направиле? Доколку би бил, ја сите ќе ги избркам од општините, од сите. А за градот да речеме? Да се слушаме, немаат место столчиња, има 10, 15 души се менјаваат за цигара пауза да се кушат. Ти вика, кој ми така, вика, што да правиме? И што е тоа? Ние затоа држава нема да имаме овдека. Така, доколку еве имате можност да сменувате нешто во градот, дали како градоначалник што прво би направиле? Абе, ја не можам да бидам градоначалник, пошто немам... А еве доколку би биле? Ами, доколку би била, ако имам ја власт, што треба, ја ќе ги средам сите, ама не е тоа. Добро, во ред, благодарам за вашето јавување. А додека сме во очекување, верувам дека брзо ќе имаме гледач на 02-307-6677. Да погледнеме доколку јас би била градоначалник, како би менувала. Имаме подготвено и инсерти, така. Еве, уште нешто што е многу клучно, за за хигиената. Сметам дека прекрасни градови се оние кои што се чисти и кои што се екоградови. А еве и инсерти како изгледа кога градот е во лоша состојба, односно кога хигиената е под нула. Така, дали ти би била за строги казни за вако фрлање? Апсолутно, да. Јас, например, не би оставала на совест, а не верувам дека и некој од оние кои што се на
на позиција и одредуваат нели какви казни, во големите метрополи сепак не може да се прави што се сака. Имаме нов градоначалник на линија. Здраво, здраво. Ало, добар ден. Добар ден. Еден коментар или појаснување околу администрацијава што ќе работи во петок до 12 часот. Значи, тоа е све во функција на муслиманското население. Да може во 1 часот да оди во џамија. Значи, тоа е ветување на заев. Не, на црвена линија. Значи, не спомнуваме имења. Јас само сакам да ми дадете предлог работно време за администрацијата. Значи, работно време за администрацијата се прави во петок до 12 часот да можат да одат муслиманите во џамија во 1 часот. Добро, црвена линија, црвена линија. Нема потреба тоа. Значи да останеме без коментирање, ве молам да бидеме во рамките на пристојното однесување, да не се спомнуваат имења ниту пак верски заедници. Она што очекуваме од вас како главна и носечка тема во црвена линија е јас кога би бил градоначалник ке, и секако по тема и ве како градоначалници доколку сте, кој ќе биде вашиот предлог за работно време на администрацијата? Дали може би се појавија предлози за работно време на Facebook, Тео? Се уште не. А какво е работното твое време на Facebook? Моето е скратено работно време. Тео е за скратено работно време. Во продолжение сепак имаме издвоено и поинакви инсерти, да видиме дали може да ни пуштат. А имаме веќе гледач. Добро, ќе бидеме потрпеливи. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Здраво, здраво. Дали го имаме гледачот на линија? Намалете го тонот на 0. Да. Доколку сте градоначалник, што е прво што ќе направите? Кога бил градоначалник, прво би направил ремонт у собранието. Еден ремонт и би ги онадел да видиме кој колку школа има да биде у тоа собрание. 99% са неписмени. Не знаат таблицата. Добро, што би направиле за градот, доколку сте Како за градот, прво би дал колку е минималната кошница, би дал 30.000 плата. Добро, а предлог време, работно време за администрација, дали имате како градоначалник? Работно време би било како што би било, а не некои лингури што мислуваат неписмени да кажуваат приказки. И тоа не користете навредливи зборови, ве молиме. Значи работното време ќе биде од до, според вас? Нормално ќе биде 8 сата работно време. Благодарам многу за вашето јавување. А сега еден многу сериозен предлог од црвена линија сезона 2.0. Да, предлог од нас кон власта. Влада? Како точно? Ново предлог за работното време во сабота за администрацијата во интерес на вработените во приватниот сектор. Така, сабота да биде воведена како работен ден, тоа е предлогот за администрацијата од Црвена линија, а за подсетување на самиот крај на ова денешно издание на Црвена линија, имате доволно време, тоа е цел еден викенд да се подготвите на, ќе ги наречам две теми. Првата носител тема ќе биде дали за време на изборите заборавивме на ковид, и втората тема колку и каков увид се врши кога деца и младинци се испраќаат на организирани вон училишни активности. А ние ве препуштаме на програмата на телевизија Телма и ви посакуваме прекрасен викенд. Довидување. Чао, чао. Сега може да си идеме.